Нема логични, а најмалку правни објаснувања во одлуките за мерката притвор. Дуќен од 250 метри квадратни, кој вештаците во Охрид го процениле на 850.000 евра, им даде зелено светло на контроверзните браќа Усеини да излезат од притвор и судењето за нападот на нивниот сограѓанин да го чекаат од слобода. Иако беа во бегство, иако за бизнисменот и советникот Дуи Нефи Усеини има повеќе кривични постапки на кои не им се знае крајот, сепак судот не виде причина за обезбедување на Усеини и неговиот брат. Опасност од бегство, влијание на сведоци, повторување на делото. Ова се трите главни постулати по кои се носи одлука дали некој треба да заврши во истражен затвор. Охридскиот суд не видел никаков проблем кога одлучувал за Нефи Ибраим Усеини. Но не е секогаш така. Понекогаш ниту почитувањето на одредените мерки, ниту големите парични гаранции не се доволни за изживување врз обвинетите, коментира адвокатската фела. Звонко Давидовиќ, кој е бранител во повеќе случаи кои со години наназад го свртеа вниманието на јавноста, вели дека нелогичните одлуки на судовите кога станува збор за притворите не е ништо ново. Нема логика во определувањето на притворите, ниту некоја востановена судска пракса. Едноставно служи како казна, а не како мерка. Еве конкретно за Душко Лазаров, па и за Фаланга. Беа луѓето пратени во куќен притвор. После 2-2,5 месеци по жалба на јавниот обвинител апелациони судски врати во притвор, иако куќниот притвор не го, функционираше безпрекладно и ниту еднаш условите и за куќниот притвор не ги прекршија. Зошто да не се одвои со поблага мерка, него да буквално да се на еден начин изживуваат со држање во едни ненормални услови. По однос на 27 април беше дадена и огромна гаранција. И гаранцијата не вредеше за да се определи притвор понатаму, и Врховниот суд и другиве судови гаранцијата не ја вратија, не ја избриша, иако го пратија Душко Лазаров конкретно во притвор. Тој потсетува и на случајот за убиството кај Биг Фиш, кога неговиот клиент кој беше осуден на доживотен затвор, Тони Денковски, му беше пресметувана затворска казна без правосилност на пресудата. Политизирано и партизирано судство и обвинителство доведува до граѓанска недоверба во системот. Повеќе од очигледно е дека час поскоро треба да се направи коректив на судовите и обвинителствата.